Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Системот SafeCity ќе има одредена толеранција над дозволената брзина, но за сега не се знае колкава ќе биде таа и дали воопшто ќе им биде соопштена на граѓаните. Првиот човек на СВР Скопје, Сашо Топаловски, во тема на денот во дневникот на Сител откри дека бројот на тешки несреќи е значително намален и дека во одредени делови на градот има позачестени прекршувања на правилата, додека во дел речиси целосно се почитуваат. Возилата за итна помош и противпожарните служби нема да се евидентираат во системот, а Топаловски тврди дека за сите други ќе важат истите правила. 50 за градска средина е 50 за градска средина. Секако дека ние ќе имаме внимание, исто како сите европски градови, како што додале и они своји одредени параметри за да има толеранција и кај нас ќе се случи таа толеранција. Некогаш е подобро да ја знаеме дека ја имаме толеранцијата, но многу често е подобро да не ја знаеме дека ја имаме толеранцијата, заради тоа што нас ни се битни овие статистики што ние ги добивме за овие 7 дена, што значи смирен сообраќајен режим во Скопје. Сакаме сите да сме еднакви и нормално и пред законот за сообраќај треба сите да сме еднакви. Знаете што примерот за тоа ето пред некој ден го даде и самиот министер. Значи неговото сопствено лично возило, каде што тој се превезуваше, системот го документира. Сваќаме дека фотографиите од самиот настан не се испраќаат веднаш на сторителот на прекршокот, но може ли тој да побара фотографија за да биде сигурен дека тој управувал, дека неговото возило е евидентирано како прави прекршок? Да, благодарам на прашањето и тоа е доста често поставувана дилема меѓу граѓаните. Ние веќе предвидовме да и во оваа фаза, сега е овој тест период, ќе почне и тоа да се тестира како да стигнува. Ние планиравме да влезе во опција и стигнување и сега во фазата која ќе почне и во тестирањето тоа ќе го пробаме да стигнува одредена фотографија. Сега тука е дилемата што да има фотографијата, дали да има само возилото и регистарската таблица со затемнети ликови, затемнета шофершарна или не, тоа е веќе со законот за заштита на лични податоци и тоа ќе биде европска регулатива, секако како е во Европа, така ќе биде и кај нас. Брзата помош во Скопје бележи намалување на сообраќајните несреќи со тешки последици по воведувањето на SafeCity. Но расте бројот на верижни удари, бидејќи дел од возачите повеќе внимаваат на брзинометарот отколку на патот. SafeCity го намали бројот на сообраќајни несреќи со тешки последици по учесниците, но не и нивниот број. Од Скопската брза помош вела дека со стартување на пробниот период на системот што ќе ги контролира и казнува сообраќајните прекршоци, имале повеќе повици за верижни несреќи по улиците. Возачи наместо напред гледале во брзинометарот дали возат во рамки на дозволената брзина. Повеќе вниманието на возачите е колкава е брзината, шалтаблат им е пред се и таму се сконцентрирани отколку другиот момент. Тогаш тие кочења, внимавање, имаме ланчани сообраќајки каде што неколку возила поред се удрени, така да кога почна првичното SafeCity како пробен период, немаше со тешки последици, да речеме такви како што сме ги имале претходно, меѓутоа се јавија како проблем во функционирањето во возењето во сообраќајот кај нас. Освен маките на возачите да ја прилагодат брзината согласно сообраќајните правила. Овој период на удар се и лицата со хронични заболувања, кај кои временските услови предизвикуваат компликации по здравствената состојба. Најмногу јавувања во брза помош има од пациенти со астма и хоп, а зголемен е и бројот на мозочни удари. Промината на времето, заладувањето, врнежите, влажноста на воздухот, значи сето тоа пропратно знае да делува. Тука се вариациите и на притисоците што ги имаат, сите тие промени кои што настануваат со промена на времето. Хроничарите си ги сеќаат и знаат да се одрази на нивната здравствена состојба. За продолжениот викенд од брза помош вела дека немаат зголемен број на повици, но ги советуваат пациентите со хронични заболувања редовно да ја земаат терапијата и да побараат лекарска интервенција при влошување на состојбата. Учесниците во сообраќајот пак да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Сања Димитровска, Сител телевизија.
Се понизвестна станува реализацијата на најавата за зголемени дипломатски активности за деблокада на евроинтеграциите по нова година. Буџетската криза во Бугарија отвара пат за предвремени избори кај нашиот источен сосед, што дополнително ќе ги отежни и водењето на било какви разговори кои и досега не беа високо на нивната агенда. Бугарија си има внатрешни проблеми, а за Брисел проширувањето на Европската унија и натаму не е меѓу приоритетите. Ништо од најавите за интензивирање на разговорите меѓу Скопје и Софија во периодот околу новогодишните празници, кои требаше да дадат нова динамика во евроинтегративниот процес. Внатрешната состојба во Бугарија во овој момент според мене не е најповолна за продолжување на диалогот, имајќи предвид дека најверојатно Бугарија влегува во една нова политичка криза предизвикана од актуелните протести таму и нема да биде изненадување доколку во текот на првата половина на едната година Бугарија повторно влезе во една предизборна кампања за нови предвремени парламентарни избори, со што ќе се ограничи можноста за создавање на некаква атмосфера за правење на напредок во однос на решавање на нашето билатерално прашање. Од друга страна, имајќи предвид дека спорот се однесува на почетокот на преговорите со Европската унија, нашата дипломатија треба проактивно да делува и да ги представи нашите позиции пред институциите на Европската унија. Дека Македонија нема партнер за диалог кај источниот сосед потврди и министерот за надворешни работи во последното интервју за Сител. За жал, во овој момент не постои висок степен за желба на диалог од страна на соседна Бугарија, но искрено се надевам дека тоа ќе се промени, бидејќи јас сум убеден и тоа секаде јавно го говорам дека штета од закочениот процес имаме секако ние како држави, мораме да најдеме начин да го откочиме истиот, секако во рамките на нашите принципиални позиции, но исто така штетата ја трпи и Бугарија кој што губи време да има сосед кој што е поскоро земја членка на Европската унија. Но и Европа не покажува некој посериозен интерес за нашиот проблем и фокусот го става на војната во Украина, економијата и борбата со миграцијата. За експертите, евентуален мир во Украина би можел да биде нова шанса за напредок во процесот на интеграција. Меѓутоа, знајќи дека се ближи крајот на војната помеѓу Русија и Украина, и Европската унија треба да се стреми кон зацрстување на својата улога во однос на надворешната и безбедносната политика, сметам дека проширувањето може да ја зајакне таа глобална улога на Европа и истовремено доколку продолжи оваа ситуација на замрзнување на процесот на проширувањето, самата Европска унија може да се соочи со нови проблеми кои што доаѓаат од државите кои што се кандидати. И министерот Муцунски, но и премиерот Мицкоски на Конгресот викендов уште еднаш потврдија дека Македонија нема да направи никакви отстапки од своите позиции. Владата бара цврсти гаранции од Брисел дека Бугарија нема да поставува нови услови, нешто што Европската унија во овој момент тврди дека не може да го обезбеди. Александар Спасовски, Сител телевизија. Во пресрет на новогодишните празници, МВР инспекцијските служби спроведуваат засилени контроли на терен, од пиротехника на пазарите до угостителските објекти, па и во сообраќајот. Тезги со пиротехника без продавачи. Полицајци денеска собрале 7107 парчиња пиротехнички средства од 3 тезги на Битпазар, но кој ги продавал не се знае. Средствата се одземени и се преземаат мерки за пренаоѓање на лицата кои ги продавале, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. Оваа акција на Министерството за внатрешни работи е само една од повеќето во билтенот, кои засилено се реализираат во пресрет на новогодишниот период. Викендов ситуацијата е мирна во угостителските објекти. Не се фатени малолетници по полноќ во дискотеките, што не беше случај минатата недела, кога беа начекани 26 деца во угостителски објект во Свети Николе, а најголемиот број од нив биле и пијани. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните во овој период на предновогодишни забави и семејни веселби да не седнуваат зад воланот доколку претходно конзумирале алкохол. Покрај системот Безбеден град, сообраќајните контроли и акцијските контроли во угостителските објекти продолжуваат и во наредните денови со
несмален интензитет. Опремени ли се според закон угостителските објекти засилено проверуваат и од Дирекцијата за заштита и спасување. Во изминатиот месец казнети се 5 локали, чии газди ќе ги олеснат новчаниците по 5000 евра. На ниво на Скопје изминатиот месец се направени 15 инспекцијски надзори, од кои на 5 субјекти е изречена глоба од 5000 евра за правното лице и 1500 евра за одговорно лице во правното лице. Како најчести недостатоци се детектирани недостаток на планските документи за заштита од пожари, како и недостаток на опрема и уреди за заштита од пожар. Сакам еден апел да упатам до сите оние организатори на концерти кои што ги планираат во иднина, известувањата до Дирекцијата за заштита и спасување да бидат најмалку 10 дена пред од денот на одржување на односниот концерт, за да инспекторите при Дирекцијата за заштита и спасување навремено ги детектираат, односно да извршат контрола на тие објекти. Последните резултати на Државниот инспекторат за труд покажуваат дека во периодот од месец август до месец октомври во дејност угостителство се извршени вкупно 475 инспекцијски надзори, донесени се вкупно 107 решенија, издадени се вкупно 36 прекршочни платни налози и поднесени се вкупно 9 прекршочни пријави. Инспекторите на УЈП заклучно со ноември реализирале 4000 контроли за регистрирање на готовински промет. Утврдено е дека секоја четврта фирма не издавала фискални сметки, изречени се на 2500 глоби, а на 113 даночни обврзници им ги запечатиле објектите. Габриела Лискова, Сител телевизија. Вестите во 8 завршија, следното издание во 9 часот. Пријатно!